Председателот на Занаечиската комора Агрон Фазли денеска се сретна со представничките на фризерско-козметичарската дејност од Куманово. На средбата разговараа за законот за недела, неработен ден и покачувањето на минималната плата до 18.000 денари. Тие нагласија дека особено се погодени од новите законски измени со кои се спречени да работат во недела. На тој начин, велат, се отвора можност за сивата економија. На овој начин со неработен ден недела, кој што они сметаат дека треба да да се зближат семејствата, за жал на некои професии како фризерите им невозможува да работат во недела и на тој начин и покрај тешките години што ги поминавме, наместо да им го оставиме барем отворен прозорецот за да можат да работат и во недела, ние им го затвараме на нив прозорецот, но отвараме врата на сива економија, затоа што особено коментарите од представничките од фризерско-козметичките салони дека во Куманово секоја втора куќа, секој втор стан работи како козметичко или фризерско студио. Така да невестите што имаат свадби во недела сигурно нема да ја направат фризурата уште во сабота. На средбата се зборуваше и за покачувањето на минималната плата и што се ќе предизвика таа врз малите бизниси. Председателот на комората Фазли барањата ќе ги достави и до економскиот социјален совет при владата, кој денеска ќе одржи состанок. Имаме предлог за изменување на законот кој што треба да се покачи минималната плата на 18.000 денари, што исто така го оптоварува буџетот на занаечиите, така што нашиот предлог е субвенционирање за 2.800 денари по вработен во рок од 12 месеци и некои други измени кои што ќе ги доставиме денеска. Од Занаечиската комора истакнаа дека не се откажуваат од нивните барања и во таа насока ќе остварат средба и со Министерката за труд и социјална политика.